Колега Реджеп Мемеди, мојата реплика кон вас, но и поставено прашање кон овој аудиториум, но исто така и пред јавноста, се однесува за тоа што ова влада на Зоран Заев и на СДСМ има направено, односно нема направено за албанците во Република Македонија. Изминативе 2 години власта на СДСМ и покрај тоа што доби голема, огромна поддршка и многу гласови од албанските гласачи, за жал нема ниту еден проект со кој што ќе може да се пофали и да каже тоа и тоа го направивме како влада, како СДСМ, како партија, како структура, како гарнитура за албанците во Македонија. Исто како што не може да го каже истото ниту за македонците, турците, бошњаците, ромите, власите или било кој што живее во Македонија. Господине Мемеди, во албанските општини, каде што има мнозинство етнички албанци кои што живеат во Македонија, оваа влада и покрај ветувањата за живот нема отворено ниту една фабрика. Зарем има некаква инвестиција, например во Тетово? Нема никаква. А луѓето се иселуваат. Зар има некаква инвестиција од централната власт во Гостивар? Не. На сите начини се обидуваат да го загорчат животот на локалната власт. Има ли инвестиции во Дебар? Нема, затоа што Дебар се празни. Во Струга е иста таква работата, во Скопје и скопските општини исто така. За Липково да не збориме. Почитуван господине Мемеди, жално е што пред 2 дена кога имаше огромна полициска акција против цело едно село, како Љуботен, а албанците во Љуботен масовно дадоа поддршка и за Зоран Заев како премиер, и за Оливер Спасовски како носител на листа во 2 изборна единица, и за Стево Пендаровски, и за Петре Шилегов, и за градоначалникот на Бутел од СДСМ Смилевски. Тие, кога требаше да взимаат гласови од албанците од Љуботен, одеа во Љуботен, а пред 2 дена кога имаше акција против цело село, ги немаше никаде. Ги немаше никаде. Уште еднаш ке речам, припадниците на МВР се честни луѓе, но тие действуваа по наредба на министерот за внатрешни работи и по наредба на владата. Не треба да има казнување на цели села, на цели семејства. Пред 2 дена жртва беа албанците од Љуботен. Господине Мемеди, јас имав можност да бидам наблюдувач на изборите во Груши, но тоа е во општина Рачиново. И знаете ли какви работи слушнав и за градоначалничката Миликија Халими и за нејзиниот сопруг? За нив нема акција, за нив нема закон. Туку има врз грбот на албанците во Љуботен. Благодарам.